why. I've been riding up since yesterday's sunrise, like a river I've come all this way, just to say I love you. Би сакала можеби понекогаш да личам на Моника Белучи. Затоа што е жена. Вистинска жена. На некоја црнкиња, значи Наоми Кембел и Ман, некоја мулаткиња заради тенот кој го имаат потемен. Сакам да личам на Наоми Кембел. Сепак малце Мерлинка би ја испочитувала. Прст, Глава, Коса, Нос, лакот, уво, врат, око. тешка сум 50 килограми, висока сум 163, градите некаде 92, Не знам, не сум си ги мерала. задник, гради, или цицки, Колк. вагина. ништо не би променила. Можеби во одредени моменти полот. Прво, ништо не би променила кај себе, ма ако морам, значи, пошто инсистирате да ви одговорам, најверојатно би сакала да бидам барем за 5 до 7 сантиметри повисока. оној дел од моето тело кој што највише ме комплексира, се моите исклучително полни раце. Пластична операција не би правила, но доколку би морала, би направила наградите за да ги зголема. Неодамна на една група жени им било поставено прашањето што би измениле во својот живот кога би можеле. Најголемиот дел од нив одговориле дека би ослабеле. Императивот на потрошувачката епоха да се биде добар, што се заснова врз претпоставката дека сме родени погрешни и лоши и дека да се биде добар секогаш подразбира да трошиш пари. Многу пари! Уживање, откривање, секс, стенкање од задоволство, моќ. Кога бев малечка, луѓето ме прашуваа: што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Добра им велев јас. Сакам да бидам добра. Ако сега некој ме праша што значи да бидеш добар, уште не знам точно.
Во 50-тите години носеа појаси, мидери, салонки, се мажеа, изгледаа мажени, чекаа да добијат дозвола, си ги држеа нозете составени дури при сексот. Никогаш не можев да бидам добра. Тоа чувство на недобро живе во секој дел од моето битие. Наречете го тоа вознемиреност или безнадежност. Наречете го вина или срам, ме обзема секаде. Кај сите нас постои еден посебен дел во нашето тело, каде што се манифестира лошотијата. Нашите бедра, нашиот задник, нашата коса, нашиот нос, нашите гради, нашето мало прсте на ногата. Знаете зашто зборувам, нели? Без оглед на тоа во кој дел на светот сум била, дали во Техеран, каде што жените си ги кршат и преправаат носовите за да изгледаат помалку ирански, Или во Пекинг, каде што си ги кршат нозете и си додаваат коска за да бидат повисоки. Или во Далас, каде што хируршки си ги касапат стопалата, за да можат да влезат во чифт Маноло Бланик или Джими Джу. Насекаде жените што ги среќавам обично мразат некој дел од своето тело. Го поминуваат целиот свој живот, поправајќи го, смолувајќи го. Имаат цели домашни аптеки наменети со препарати што ги трансформираат. Имаат плакари полни со нешто наменети да го покриваат или подобруваат. Тоа е како да имаат своја мала собствена држава, што ја нарекуваат нивно тело. И целосно ја контролираат, тероризираат или чистат, додека сосем го губат од предвид светот. Во Африка или во Азија, кремите за осветлување на кожата се продаваат со истата брзина како пастата за заби. Мајките на 8-годишни девојчиња од Америка им ги вадат ребрата на своите керки, за да не морат тие да се грижат за држање диети. 5-годишни деца од Менхетен држат строги диети за да не ги срамат јавно своите родители оти се дебелки. Девојки повраќаат и гладуваат во Кина, во Фиджи и насекаде. Корејските жени ја отстрануваат Азија од своите очни капаци. Списокот нема крај. Кажете им на имидж мејкерите, На продавачите на списанија. На пластичните хирурзи. дека не се плашите. Дека она што најмногу ве плаши е умирањето на фантазијата. На оригиналноста. На метафората и страста. Затоа бидете храбри и сакајте го вашето тело. Престанете да го поправате. Тоа никогаш не било расипано. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido. 7, 8, 9, 99, 100! На 80 години, со 100 стомачни вежби 2 пати дневно, се зимнав на 40 килограми.
Уште 10 години и ќе се сигнам на ништо. Но дури ни тогаш нема да се чувствувам убава. Ја прифаќам таа ужасна состојба. Таа ме натера да бидам успешна и дисциплинирана. Мајка ми никогаш не ме гледаше мене. Ми ги гледаше мозолчињата. Ме носеше на лекар 2 пати неделно. Цели 5 години. Тој ми го отвораше, цедеше и боцкаше лицето. Го остави исповредено. Ми држеше рентген апарат на лицето по 5 минути при секое одење. Но тоа беше одамна, пред да знаеме колку се штетни рентгенските зраци. Ми го уништи длабинскиот слој на лицето. По посетите кај лекарот, јас и мајка ми се возевме наоколу. Таа плачеше. Јас плачев! О, Хелен, сестра ти е во инвалидска количка со полио. Татко ти е мртов, а ти, Хелен, имаш мозолчиња. Кога имав 10 години, мојата пријателка Елизабет се нишаше на дрво. Падна и сите кренаа голема врева околу тоа. И го кажав тоа на мајка ми и таа рече. Се разбира, Елизабет е убава девојка. Луѓето се трудат околу убавите девојки. Затоа тебе ќе ти треба мозок. Си ги средив очите кога имав 40 години. Мислев дека тоа ќе биде доволно, но не беше. Пак го сторив истото на 53. Прв целосен лифтинг на лицето на 63. Втор на 67, трет на 73. Очајно ми е потребен нов, но не ми остана кожа на лицето. А вчера ми извадија сало од задникот и ми го бризгаа во образите. Рециклирам. Мојот психијатар мисли дека се уште го правам тоа заради мајка ми. Па не, ја нема речиси 20 години. Никогаш не имав керка. Ако имав керка, секоја минута ќе кажував колку е убава и сладка. Мамо, дали сум убава како Скарлет Јохансон? Па не си класична, но убава си на свој начин, мила. Единственото нешто што никогаш не требаше да го вежбам беше сексот. Во него бев уште од самиот почеток како риба во вода. Јас и мојот сопруг Неделав имавме секс 2 пати едноподелно. Не е лошо за 80 годишници. Мојот сопруг е страствен. Од секогаш бил таков. Лудото е што тој мисли дека сум убава. Но се разбира, тоа не важи. Тој ме сака!
Ако добиеш сало, мртва си. Кога еднаш ќе се појави, ве прави комплетно заебано нездрави. Добри бутови, добар газ, тоа е нешто, тоа е се. Сакате да го истакнете, да го направите видлив каде и да сте, особено на улица. Ние почнуваме да вежбаме уште како младички, исто како што некои земаат часови по возење, испрачувајќи го, фрцкајќи го, светнувајќи го за излажување. Ги сакаме тркалезни, полнички и високи. Да го има газот на J. Lo. Ќе одев на задечки. Но, салото е како двоен задник. Тоа е нешто што тече во вас против ваша волја. Со него сте мртви. Кога мажите гледаат сало, ги гледаат своите мајки. Гледаат Орис и Град, изнервирана сопруга со развескани деца пред бучен полуотплатен телевизор. Мајка ми, кралица на порочноста, роди 8 деца, а на себе не стави ниту 1 сантиметар сало. Огледалце моje, најубав и најпараноичен на светот. Кој е? Мајка ми. Латинска космо девојка. Беше комплетно убава природна планета. Совршени цицки, газ, Мерцедес Бенц. Јас бев грдата. Или барем таа така постојано велеше. Кога бев мала, ќе ме свртеше со грбот кон огледалото како да сум расипан камион и ќе го мушнеше прстот во моето сало. Не баре тоа некаква медуза. О Боже, Кармен! Кармен! Пак си добила сало! Ау! Тај лошо е Кармен! Подобро потруди се да имаш убава половина и мозок или никој никогаш нема да сака да легне со тебе! Вежбав седната на тоалетната школка. За да видам како изгледа да седиш врз маш. Лошо е. Салото на задникот не можеш да го вовлечеш, тоа не е како твојот стомак. Па така научив антисало положби. Положби во кои, ако останеш сосема мирна или се држиш под извесен агол, нема да се види салото. Имаш еден посебен трик. Го изведов тој трик првиот пат кога имав секс. Сексот одеше прилично добро, не можев да мрднам, ама беше окей. Подотипот стана на вистина страствен и ме зграбчи за моето сало. Тој мислеше дека ја губам невинноста, но го имаше грабнато моето сало, што се разлеваше во неговата рака. Сега ќе ме остави, како што рече мајка ми. Мајка ми ги добиваше мажите, а јас не. Потоа таа се разболе. А јас почнав да се ширам. Таа пропаѓаше, а јас се ширев се повеќе и повеќе. Бев премногу понижена за да излегувам. Потоа таа умре. На почетокот не чувствував ништо. И додека се враќав од нејзиниот погреб од Бруклин, не знам зошто, почнав да врескам и да врескам и да врескам, како да ми зависи животот од тоа. Си во овие години сакав да бидам убава и добра, само за да ме сакаш, мамо. Зошто никогаш не ме виде? Сега те нема. Потоа одеднаш почна да се случува тоа. Беше како да се наоѓам во некаква луда телесна зона на самракот. Моето сало почна да се топи, килограм по килограм. Беше како да сум ја носела мајка ми во себе. Ја родив кога таа умре. Ја истиснав надвор. Star shining bright above you, night
breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Моето тело ќе биде мое кога ќе бидам вита. Ќе јадам помалку на секој оброк во мали залаци. Ќе го прогонам сладоледот. Чоколадата ќе ја гледам како отров, а тестенините како форма на само казнување. Дозволи ми да бидам гладна. Дозволи ми да умрам за јадење. Те молам!
сега доволно еластична, знаете, има веќе 40. Аха, да. Па добра и 40 и некоја. И знаете, малку е разлабавено пораѓањето на децата. Хари? Па тоа едноставно не може да се задржим натре. Сега има лазерски зраци што може да ти ја стеснат. Хирургот што стеснува, ми покажа една од оние пластични вагини за демонстрирање и почна да ми објаснува. Му велам, докторе, па и нема некоја особена важност да ги знам деталите. Ке ме опиеш, ке се разбудам умаена, ке бидам потесна. Тоа е се што треба да знам. Хари? Решив да не му кажувам. Решив да го изненадам за роденденот. И јубилеј му беше. Му рекам дека ќе одам кај роднини и отидов. О, Керол, што ќе правиш ако докторот погрешка сосем те затвори со ласерот? Не ми изгледаше логично дека може да се случи таква грешка. А потоа се разбира сватив дека таа е љубоморна. Кој знае кога последен пат имала секс? А и чувствувам дека и таа таму долу не диктува баш како што треба. Окей. Ке поминам на 6-та недела по операцијата. Мовчање. Па постојано измислував секакви глупави изговори, не може да имам секс со Хари. Бев нервозна. Да бидам искрена. Се пофаќам таму долу. Не можам да се го најдам отворот. Хари? Бев сигурна дека и тој не може да го најде, затоа што тој никогаш и не бил некој Кристофер Колумбо. Да! Затоа решив да го предупредам. Решив да му ја кажам новоста. Тој не можеше да поверува. Многу се разнежни. Хари! А воре до нешто како да се измени. Стана помлад и повитален. Ми ги свлечка лиштата. Не сум го видела никогаш Хари да се движи така. Дори не го ни допрев. Без раце, без уста. Мојот Хари! Не мојот супер Хари! Тоа едноставно се случи. Потоа тој влезе во мене и беше многу болно. Не му кажав. А јас бев мала и тесна како девица. Дури малку и заплакав. Сега сум исцрпена на сосема нов начин. Хари! Секогаш подготвен, секогаш буден, самоуверен, готов да се съсне како загар. Само треба да помисли на мојата девствена вагина и бинго! Тој во мигов е како тинејџер. Ја има тврдоста, но подоцна ќе навикне. Тоа повеќе нема да му биде интересно и конечно ќе најде малку време и за мене. Santa baby, just sweep the table under the tree for me. Being an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight.
honey. Како девојче бев многу слаба. Рамна како штица. Вита, без облини. Облеката немаше на што да се задржи. Бев брза, најбрза, бев главна. Еден ден, додека се подготвував да пливам во нашата прекрасна река, се погледнав долу и видов дека нешто ми расте. Ми расте на градите. Се обидов да го отстранам со триење. Со секој сантиметар можев да си го почувствувам крајот на мојот живот. Крајот на мојата слобода! Мразев девојчиња. Никогаш не сум ги сакала. Тие беа толку глупави што не си играа во природа. Дури не си играа ни на гробишта. Цицињата ми растеа толку брзо што ми експлодираа на градите и одеднаш мама ми набави градник. Го мразев! Бев заробена во него. Веќе никој не гледаше во мене. Само стоја изјапаа во тие две огромни грудки што висеа на моите гради. Веќе не можев да трчам толку брзо. Не можев да се јадам. Одеднаш бев девојка и мојот живот беше завршен. Тогаш дојде Карло. Љубовникот на мама беше прекрасен, богат, интелигентен, забавен. Со Карло избегав од се. Тој ме научи на многу работи. Например, чес. Една ноќ, имав 14 години. Мама отиде да го роди мојот брат Франко. Карло, неговиот татко, реши да остане дома со мене. Потоа следуваа мали и пријатни вакнежи. Бев парализирана од чувство на страст и задоволство. Ме лижеше со часови. Научив за мирисот, научив за влажноста. Таа ноќ открив дека моите дојки можат да ми дадат задоволство. Кога мама си дојде дома, имаше многу болки. Јас се чувствував лошо поради мама. Постепено моите дојки почнаа да осеќаат вина. Две огромни грудки и смрзната вина на моите гради. Тогаш мама почувствува дека нешто се случува. Јас затоа ги обвинував моите дојки. Тие беа виновни за се. Ке се ослободам од нив. За мојот 16-ти роден ден мама ми даде подарок. Траеше 20 дена. Моите дојки ги немаше. Крај. Имав огромна лузна. Сега можев повторно да се играм како момче. Навистина верував дека ако сум рамна, тоа ќе ме заштити од Карло. Но не беше така. Тоа траеше и траеше и траеше и траеше. A smell on you. Cause you're mine.
полната тинејџерка. Дебела сум па што? Јадам за неа. Јадам за прија во салата за вежбање. Јадам за мојата преведувачка од Москва, која мислела дека целулит значи антикомунистички и си го сакаше своето руско сало. Јадам за Нина и нејзините загубени дојки. Јадам за Кармен и за незиното сало, од кое што смртно се плаши. Јадам со Сунита овде во задниот дел од афганистанскиот ресторан. Јадам и голтам. За да си го зачувам задоволството. За да ја зачувам иднината жива. Јадам за сите нив. Јадам за мојот партнер. Јадам за мајка ми. Јадам за себе. Меко меше, милостиво меше. Дозволи сладкото, соленото, зашекереното да влезе во мене и да ми исполни. Дозволи да не се плашам од мојата дебелина. Дозволи да не се плашам да бидам видена. Да бидеш добар, значи да живееш во неуредноста, Во мигот. Во сладоледот. Во кревкоста. во неуспесите. Во недостатоците. Нашето дело е нашата земја. Единствениот град. Единственото село. Единственото се. Ние живееме во добро тело. Ние живееме во доброто тело. Добро дело. Добро тело. You know I can't stand it. You're running around. You know better than it. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah. Spell on you. Because you're mine. човек. Всушност, среќна жена сум ако полот има некаков однос кон среќата. Ќе бидам во оваа состојба уште 3 години, 7 месеци и 11 дни. Штом наутро ги отворам очите, сваќам дека сум во затвор. И од тоа ми станува некако подобро. А може би и попријатно. Јас сум во провинцијален затвор. Ако ме прогласија за луда, ќе бев во провинцијална лудница. Родена сум во провинцијално градче. Провинцијата е мојата најголема казна. А ова е дневник наназад. Назаден дневник. Дневник назадник. Седно. Ден први, како да беше во камената ера. Ми дошло времето за раѓање и со многу напони и болки сум се родила. После се тргнало добро. Баба вереше дека такво дете со години се нема родено во нашиот крај. Но не беше кој знае што. Затоа што како постои нашиот град, во него ништо никогаш не ни се случувало. Тие дури не разбрале ни за турското робство. Не си во право. Во моје време имаше кинопроекции по 3 пати во неделата. 2 крчми, една кафеана, младински дом во кој што се организираше турнир по табла. Пак турнир по табла, но во клубот на офицерите. И уште еден турнир по табла во пензионерскиот дом. Имаше и дискотека во сабота навечер. Но се одеше со придружник.
Ако отидеш сама, ќе те прогласија за курва и започнуваат да те штипат по ќошињата, дури и оние на кои што не им се дига, дури и насон. Мало градче, како џуџе болно од манија за грандиозност. Се знаеше се за секого, до најмалиот детал. Имаше и неколку среќници што живееа во главниот град. Тие беа за почит, сите им се лижеа. Едниот од нив беше обичен шофер на камион, а жена му беше како 10 грофици. Дебела, руса, гласна од село Јана. И раздаваше некакви рецепти за сладки. Диетални. Навечер го шетаа детето по главната улица и пиеа лимонада во градскиот парк. Колку го мразев. Тоа дебело, русо, плисирано глупаче со огромните панделки на малите петенки. Тако мала ме тера да си играм со не се, јас се плував по грбот. Не размачкав путанката со песок. Тогаш разбрав што е завист. Кој што си извлекол од тоа од времето заборавено место, се враќаше само еднаш годишно за да си ја прибере зимницата. Какви немене тани им правеа таму, ќе си исподавеа во лицемерие. Ела, пријателе, да ми го пробаш винцето. Имате парна и топла вода. Раскажувај, комшија, како е таму? Таму беше добро. Тоа го научив уште пред да проодам. На 3 години научив дека ако се движиш, тогаш е најдобро да го направиш тоа по широки улици. На 4 знаев цела стихозбирка на памет. На 5 читав и сметав. На 6 тргнав на училиште. На 12 бев солистка на училишниот хор. На 16 победив на олимпијадата по математика. Завршив гимназија со одличен успех. И напред кон главниот град! Ден втори. Таму ме очекуваше изненадување. Беше преполно со провинцијални гении. Секој даваше по една рака и кило крв, само за да не се врати назад на село. Ме примија на техничкиот факултет заради одличниот успех. Очите ми станаа поголеми од лицето. Цели 5 години живот! Ги изгледав сите театарски представи. Читав во Народната библиотека. Зедо стипендија за одличен успех. Сега можеа да пукнат од завист сите руси и дебели од село Јана. Во слободното време одев на лекции по англиски и германски. Во слободното време колешките ми се испомажија и не родија деца и се назелија во зградите во крајните квартови. Јас не го сакав тоа. Сакав се. Кариера, слава, внимание, признание, почитување. Завист. Живее во стан во центарот. Ја гледав собата со 2 гуски од мојот крај и купишта лебарки. Спиев само со мажи од асистент нагоре. Ги познавав лично сите професори плюс нивните секретарки. Конкурирав за работа каде ли не, само да не се вратам назад. Но никаде не ме примија. Како што наближуваше времето за дипломирање, се појави првиот страв. А стравот прерасна во паника, а паниката во искрена хистерија. Личев на жолто пиле со црн клун стиснато за грлото од гладна мачка. Тргнав како луда да си барам наш, за да останам во главниот град, да не се вратам назад во провинција. Грешка! Прво, сите добри мажи веќе беа зафатени, а второ, за да останам во градот, морав да забременам. Ме запознаа со еден ем сметководител, ем старерген, ем грозен, а и простак згора на се. Затворив очи, се напив како црнец во бар за беи, го изеба фергенчето, му оставив силен впечаток и забременив. Го грабнав идиотот и правовте моите. Поплачивме со мама од среќа, определивме дата за свадбата, се прошетав со момчето по главната улица и пиевме лимонада. Мојот иден сопруг беше хипохондрик, алкохоличар, диабетичар, со тешки напади на мигрена. Тајно се надевав да умре откако ќе се земеме, за да му го земам станот и имотот. Така ја бев грабнала судбината во своји раце, што не идавав да дишам. Бев многу восхитена од себе. Целата провинција беше восхитена од мене. Хепи енд! Бев сама кралица на шаковската табла, а околу мене само пешаци.
Во еден ден од животот сватив дека среќниот крај не е за провинцијалци. Дека провинцијалниот среќен крај е како импотентен маж кој има средба со секс символ, но предпочита да гледа порно списание. И додека мастурбирав занесен од собствената генијалност, врвната среќа се постра на моето рамо. И тоа точно кога зимата свршуваше. Го сретна во библиотеката. Беше странец, а вработените беа збунети. Му помогнав да го добие списанието и книгите што ги бараше и ме покани на кафе. Беше англичанец, професор на Оксфорд. Ме покани на ручек. Беше неоженет. Ме покани на вечера. Остануваше цел месец. Започнавме да се среќаваме секој ден. Му покажав балкански страсти. Беше силно возбуден. Си ги стеши очилата. Ми кажа дека ова есен се враќа назад и има планови за нас двајцата. Погодок! Моето трето око се отвори, а видов целата провинција како пука како мејорот сапуница од завист. Глупости! Балканскиот полуостров, поврат и завист и потома помеѓу 3 мориња. Тргнав да правам абортус. Ја откажав свадбата и му кажав на хипохондрикот неколку зборови од мојот крај. Ми откажаа легален, се обидов да направам криминален. Пиев билки, апчиња, примав инекции, ништо! Чудовиштето се беше впило во мене и ја цицаше мојата идна среќа. Англичанецот се замина. Ми подари танок прстен со црвен камен и ми предложи брак. Ќе пукнев од среќа. Не спиев, ги замислував идните слики со него. Јас навлезот на Бакингамската палата. Јас се шетам низ Сохо. Не сум пропотенза. Јас со копире на раце оваа есен. Никогаш! Можев да го имам папокот на светот. На англичанецот покажав да, на минатото! Не! Ден 4. Изнаемив стан во многу далечна населба. Собствениците работеа во некаква фабрика. Излегуваа и се враќаа скапани. За време на викендите боледуваа. За слободните денови копаа компир по родните села и затвараат тегли. Немаа време да завидуваат, а камоли да забележат некаква жена со голем стомак. Многу адекватно место. Просто бев една од нив. Започна со остра болка. Од телото ми потече бистра вода. Пак остра болка. Се молев да не се развикам или да не припаднам. Соседите веќе ја пија втората ракија. Бев прочитала се за раѓањето. Над мене се слушаше српска музика. Од мене исто. Пред да почнат да повраќаат по соседните станови, родив девојче. Немаше име. Не знам колку тежеше, ниту колку беше долго. Ја пресеков папочната врвца, го измив, го повив. И пред некоја сомнителна мисла да влезе во мојата глава, го изфрлив детето во контењерите за зградата. Се нагнетив со апчиња за спиење. Ги сонував мама, баба и сите жени од нашиот род. Ништо не ми зборуваа. Само стоеја и ме гледа. Потоа баба се прекрсти, замавна со раката и си тргна. Се врати во стариот стан. Англичанецот се врати во точно договореното време. Носеше подароци за мене и за детето. Кажа дека би бил среќен ако се вратиме тројцата заедно. Во зимата. Во Лондон! Тогаш нешто се случи. Од телото ми потече вода. Плачев. Исплакував некаква заробена горчина. Детска злоба, понижување, нервни ноќи, луди денови, напони. Се уништи. Зошто ми ми кажал дека знае? Ако знае
знаев дека знае. Човек треба да е како река ако решил да стигне до морето. Станав и потеков од кофа на кофа. Од буниште на буниште. Јас сум среќна жена. Зашто имам време да го почнам ден петти. Telling me why I've been riding mountains just to the sunrise, like a river I've come all this way just to say I love you. Многу ми е мачно! Како да сум најодвратната жена на земјата. Гадна, мрзувала, чудовиште! Виновна сум и казната сум поради тоа што сум виновна. Но така сум казната што си ја заборавив вината. Тогаш, зашто сум воопшто казната кога не помнам? Кој може да ме засака така за да си припомнам дека сум жена? Ако некој не ме засака, загубена сум. Не можам да живеам без да сум сакана. Но и покрај тоа жива сум. Жива! На топло. Таму меѓу лајната. Не потонало, не умрело. Живо, живо го пронашли и никој не ми верува дека беше мртво. Сино дури и модро. Јас ли не знам што 5 сум ги родила и тоа се дома таму на креветот со топките. А тој кревет го знам напамет. Постојано ми доаѓа пред очите. Со метални табли и топки на двата краја, светнати. Во долниот дел има едно езеро со 2 лебеда. Се галат со вратовите. Понатаму една патека се вие со расцутени рози и има еден замок во далечината. Понатаму се гледаат и облаци. Напнувам и толку многу ме боли, што ми доаѓа да тргнам до патеката до замокот. Сакам да удирам на тие врати и се додека не ми отворат. Сакам да ја заклучам вратата и да не отворам никогаш повеќе. Никогаш! Јас секој утро си плачам. Станувам од креветот и кога нема да ги видам лебедите и замокот, почнувам да плачам. Нема каде да се сокријам. Секој може да ме навреди, секој може да ме повреди, да се подигрува со мене, да ме понижи. Никаде не можам да се сокријам. Шестиот пат кога напнав, тргнав да се движам по патеката со розите и се движам брзо. Многу брзо. Стигнав до замокот. Вратата беше затворена. Тропав и викав и плаче! Вратата се отвори и влегов надве. Насигурно. Не е важно што има зад една врата, се додека можеш да влезеш внатре. Последен пат кога напнав, се роди. Модро. Сино. И потоа го фрли во дупката. Широка дупка. Клозетот си беше во дворот. Тој се уште си е таму. Мислам дека ќе потони и ќе отиде во замокот да се игра до езерото со лебедите. Тие умираат. Често се случува да умираат бебиња. Затоа што не можат да кажат што ги боли. Се задушуваат. Ама не е лесно. Забите сите ми испадна. Сите предни. Устата ми мириса на земја. И тие ми раскажуваат дека било живо. Мртво беше. Модро. Јас ли не знам. 5 дека само одгледав. 5! Јас не можам да живеам без маж. Но и со еден не можам. Му реков на мојот првиот, да знаеш не сум честна. И пред тебе имаше друг и после тебе ќе има. Кога почел да заспива пред телевизорот, јас почел да одам кај комшијата. Вдовец човек, сам. Мојот разбра избега со една келнерка. Дебела и газлеста! Јас поживеав со комшијата. И нештото се уништија кога му побарав пари за абортус. Тој сакаше да го родам. Добро да го роди. И одма го замрази комшијата.
Затоа што многу ми се допадне еден шофер на автобус. Патуваме по цел ден с автобусот. Натаму. После работа си застанувавме покрај патот. Убаво беше на зам. Малку, кога разбра дека сум бремена, си ја сменили лијата. Веќе не поминуваше покрај нашето село. Рекоа дека отишла на работа во странство. Возможно е. Останав сама со 3 деца. Требаше да им обезбедам барем лет. Јас сум како мајмуните. Не ми се работи. Ги сакам мажите да седам до нив, да ги слушам. Се можат, се знаат, се им е лесно. Стануваше се потешко со децата. Многу ги сакам. Ама мораше да патувам за да извадам некоја пара. Но знаете како е, секој си има своја територија. Некои тепат. Еден турчин побара да си го истетовирам неговото име на грбот. Многу ме сакаше. Пак ми ги се додеца. Една соседка ме предаде на полицијата. Ама немаше само една недела. И ми ја платив струјата, и ме оставив храна, а тие зели и ја скршиле вратата. Така ми ти работа. И после, пак ме времена. Си ги зедов децата, од социјална помош да се живее. Потоа примав по 2-3. И соседите пак ме накодоши. Курва! А ви имаше еден маж, како гол полжав, со сини испакнати очи, ниту пие, ниту пуши, вегетаријанец. Сакаше да се земеме и рече дека ќе си ја преземе грижата за децата. За сите. Само да отидам да живеам со него на село. И отидов. Јас никогаш не лажам за децата. Секогаш кажувам колку се и кои им се татковци. Тој беше инвалид, не ми кажа. Ме почести со сладко од роза зашто страдал од запек. Јас не сегнасев од инвалиди. Не мислев многу. Ги зедов децата и на село. Куќата голема, нова, клозетот надвор, како што е редот. Него биваше како маш. И таму беше инвалид. Ама јас му реков, јас без тоа не можам. Ќе ти готвам, ќе те перам, ќе те гледам. Ама, од време на време ќе отскокнувам на кур. Заплакам. Ми стана жал. Ама кој за мене ми е жал? Еднаш му ги оставих децата и исчезнам на неколку дена. Па да си земам воздух, да си се освежам малку. Се враќам. Тој се уште плаче. Воопшто не престана. И пак е времена! Еден да кивна наоколу и мене ме фаќа. Ама со гумичка не можам. Не чувствувам што се случува. Ако не доживееш малку задоволство од таа работа, тогаш зошто воопшто да ги дигаш мозете? Знаме да приказва за торбалан. Тој ги собира непослушните деца во една платнена торба и ги јаде. Еден ден, ќерка ми ме праша зошто уште не дошол торбалан да ја изеде. Јас си реков, кога ќе стане многу лоша, ќе дојде и ќе ја земе. И ја една вечерта, седнала и го чека торбалан да дојде да ја земе. Ба ти не си многу лоша! Лажа сум! Така е рекол инвалидот. Затоа што не му дала да ја пикне раката во гаќи. И рекол дека ќе личи на мене. А јас сум давала на сите да ми се пикаат во гаќи. Тогаш го претепев. Го натекавте пошто си седеше во количката, му реков дека ќе му ја турна количката, ако уште еднаш ми ги допре децата. Па плаче. Децата веќе беа 5. Многу ми тежа. 5 деца. Легнувам ноќи и си размислувам. Дали не можам да ги загубам некаде? Да ги отведам на сиропитариште, да им ги вратам на татковците. Еднаш ги однесох во манастир да ги крстат, ги оставих таму и си се качив на автобус. И ме најдоа за 3 дена! Нема милост! Се си мислам, некој ден, кога ќе влезам во клозетот, од дупката ќе се појави раката на детето и ќе ме повлече внатре. Јас сум тешка, може да пробаднам во лајната и да стигнам до долна земја. А таму може да има и пекол. Па може и нема. Ама,
Ама вреќањето е невозможно. Мртво беше! Модро! Сигурна сум! Јас многу сакам да размислувам. А и нема што друго да се прави тука. Си викам, зошто сум внатре? Родив мртво дете, а тоа зеде и оживеа. Каде оживеа детето? Во клозетот, кога ќе се вратам, ќе го исчистам клозетот, ќе се вратам на село, ќе ги исчистам лаѓата и ќе изнајмам сонда. Треба да проверам да не сме направиле ние некој клозет врз лековите извори. А може има и злато? Што и да си најдам ќе си биде прекрасно. Цела ноќ за тоа си мислам. Ќе бидам толку богата, што ќе си седам дома и ќе си порачам маш по телефон. Не, прво ќе си ги направам забите. Не! Пред да си ги направам забите, ќе си порачам маш. Да личи на месец јуни. Убав маш. Насмеан, со големо срце. Ќе си направиме една партија. Ќе се забавуваме, ќе се релаксираме и конечно ќе заборавам на се. Во 2 часот во ноќта, една стара лада се бори со километри кривини на еден меѓуселски пат. Застанува покрај една нива и осветлува земјата со фаровите. Многу е темно. Една жена излегува од ладата и разгледува внимателно. Во 2 часот во ноќта не се гледа ништо. Ништо. Жената го отвора багажникот на колата и извлекува вреќа. Огромна, црна, преполна. Ја влече кон нивите. Тешко и е. Дали срцето ѝ бие брзо? Дали се задишува? Не. Веќе не. Го фрла товарот врз куп слама и се враќа назад кај колата. Носи туба. Ја остава тубата до сламата и се враќа назад. Носи запалка. Колку е лесно. Пријатно е да носиш запалка откако си пренела еден маш од 90 кг и туба од 20 литри. Жената седнува до багажникот во сламата и изговара: да го полееме. Потоа ја пали запалката и пламнуваат творенијата Божји. Никој не плаче. Значи, не е погреб. Не. Не е. Во 3 часот во ноќта, темнината се измолкнува низ земјата и се стекува во низините бедра. На небото му мине главоболката, му светнува пред очите и прогледува со едно сонце. Огнот догорува. Телото го нема, но коските се уште таму, категорични како надгробни камења. Жената ги собира во платнена торба во која што се чува изронета пченка и заминува со ладата по патот, која што директно води кон животот. Жената пече леп. Тоа е најглупавото нешто што една жена може да го прави, затоа што фурната е блиску. Но штом го прави, значи така треба. Никој нема право да се меша во домакинските работи на една жена. 3 дена жената пече леп, но коските не догоруваат и не догоруваат. Сега се темно кафеави. Штом нема труп, нема злосторство. Согорените коски се собираат во еден сад и му се даваат на прасето. Некои кучиња ги јадат, некои прасиња. Ништо во природата не се губи. Ништо. Мажот на таа жена се загубил и активно го бараат. Но многу детално барање треба да се организира за да се открие ДНК од маж во купишта свински и измет. А и кој би се трудел толку многу само заради еден маж?
Жената носи црни алишта и веќе не пече леп. Плаче кај соседките, плаче кај свекорот, оди да поплачи кај мајка си. Само еден Господ знае зошто плачат жените. По Божич веќе се гледа дека жената е бремена. Огромна радост, а нема наблизу маж со кој што да ја сподели. Ех, Тањо, колку го чекавте тоа дете, а сега Лазар го нема. Може да е жив, мамо. Ке почекаме, ке видиме. Во март, кога ги собра и последните копреви од дворот и го закла петелот што не пееше, жената седна да си гледа на граф. Едно зрно во лево. Беше ученичка во гимназијата кога го виде Лазар првпат. Каков маж, полуде. Доби мозолчиња на секаде и помина низ пубертетот како мачка гонета од малски кучиња. На матурата тој повторно се појави. Сега како вработен во општината. Незината љубов кон него процвета, зачна и така народи, што одеднаш таа се згрбави. Едно зрно надесно. Одеше во општината секој ден. Седеше пред неговата канцеларија и не знаеше што да каже. На крајот отиде со мајка си, за да му објаснат дека заборавиле да ја извадат лична карта, па тој да помогне за да не ги казнат. Тој се насмевна и ја вработи како секретарка во соседната канцеларија, кај агрономот. Цела година не можеше да ја изговори буквата Д. И така не успеа да му каже добро утро. Но еден ден се престраши и изговори добра ноќ. А тој ја покани на кино. Додека реши со кој фустан да отиде, половина филм помина. Но Лазар ја чекаше и подари цвеќиња од неговата градина. 2 зрна нагоре. Се оженија по 3 години. Убавите работи стануваат бавно. Тој сакаше да има 3 спрата во куќата, за да има дом и за децата кога ќе им пораснат. 2 зрна надолу. Деца немаше. Ниту првата, ниту втората, ниту третата година. Никакви деца не се појавија. 3 зрна во лево. Тогаш тргна по лекари. Многу лекари гледаа меѓу нозете, но никој не забележа дете. Тргна и по баби бајачки, а отиде и кај еден оџа, кој што й даде вапцано јајце. Јајцето се размириса на втората недела. Изгледа петелот бил неплоден. Неплоден. 3 зрна во десно. Отидоа двајцата со Лазар во градот. Ги прегледаа и им дадоа едно ливче. На ливчето пишуваше: на 100.000 сперматозоиди има само еден жив. Но недоволно подвижен. 5 зрна по дијагонала. Лазар се го прибра недоволно подвижниот сперматозоид и другите, мртвите, и се погреба во една соба на вториот спрат на нивната празна куќа. Лазар престана да се насмевнува. Не ја водеше низ полето и не ја рецитираше стихови. Не јадеше од нејзините манџи и не пиеше од виното на таткој. Лазар ги закла зајаците. Неговите зајаци. И ангорската двојка ја закла. Лазар ги сечеше главите на пилињата како екзекутор професионалец. Дворот пливна во крв. Но цвеќињата и се разубавија. 5 зрна по дијагонала. После една година Лазар проговори. Кажа дека ќе ја даде развод, ќе ја остави куќата и се друго, да си најде некој со живи и пргави сперматозоиди, да си народат деца и да бидат среќни, а тој заминува да работи во странство. Не. Тоа не. Не сакам деца. Можеме да си живееме прекрасно и без нив. Можеме да посвоиме некое. Има толку многу можности. Има бебиња во епровета, имаме пари, можеме да платиме. Не, некои нешта или се случуваат по природен пат, или воопшто не се случуваат. Тоа ли ти е последниот збор, Лазаре? Да. Има уште една можност. Една жена ми кажа за случај како нашиот. Отишла на еден извор, лекувал. Биле таму 2 седмици и таа забременила. Дали разбираш, чудо? А тој немал ниту еден жив сперматозоид. Ти на сите ли раскажуваш за... Не јас. Луѓето ми кажуваат, бидејќи знаат колку ни е мачно. Мене не ми е мачно. Мачно ти е. Не ми е. Ама ти е. 5 зрна по дијагонала. Налето отишле на бањи, на лековитиот извор. Таму имало кебапчиња по улиците, кафеана на плоштадот, соби под наем, масажери во бањите. Било многу убаво. Една вечер седеле со домаќините и разговарале. Лазар се опуштил, рецитирал стихови, свирел на гитара, пеел. Преку ноќта дошол кај неа. Креветот крцал. Па нели за тоа биле дојдени? Другиот ден, една жена ја повикала настрана и кажала нешто на увото. Тања се вцрвенила дури и по грбот, се налутила
Дури и се навредила, се разгневила, се натажила, се почувствувала валкана, гнасна, продадена, предадена, предавничка. Предавничка затоа што идејата й се видела добра. Цел ден се шетала низ селцето, кршела раце, киснала во базенот, собирала храброст, горела од желба за чудо. Чудо! Кој не верува во чуда? Останувале само уште 3 дена и можело да им се случи чудо. Точно како и на она семејство за кое што и раскажуваа. Другиот ден, излегувајќи од бањата, оставила мала порака. Жената ја погледнала со разбирање, одобрување и ја зела пораката. Ја прочитала и климнала. Тања ги платила парите и добила бројче. Бројче! Само едно картонче. После ручек повторно отишла во бањата и таму ја чекало чудото. Сосема обично, на 2 нозе, голо, влакнесто, но изгледа здраво и со пргави сперматозоиди. 5 зрна по диагонала. Последниот ден отишла за последно во бањата. Го примила чудото на една тесна клупа и полежала малку, затоа што така требало. Си тргнале. По 1 месец и станало сосема јасно дека чуда се случуваат во животот. Но повеќето не се Божја работа. Сега останувало најтешкото. Лазар требало да се претвори во Јосиф и да поверува дека чудото во нејзиниот стомак е негово. Решила да почека некое време. Колку? Не многу. Колку да ја осети атмосферата, да го пронајде тонот со кој што се соопштуваат чуда. Што Марија успеала, зошто да не успее и таа? Зошто? Останува зрно грав во средината. Добар знак. Се обидела да му каже дека може и да се случило нешто. Лазар ја гледал подсмешливо. Му рекла дека се сомнева дека не ја гледал подсмешливо. Ја гледал тажно и со укор. Така ја гледа и нивното куќе кога врви низ дворот и не му носи чинија со храна. Една вечер се решила. Сготвила најпрекрасна храна, турила од татковото вино, купила 2 ангорски зајаци и го чекала. Се вратил како и обично навреме. Јадел со апетит, пиел вино. Кога го видел кафезот со зајаците, буквално се насолзил. Ја извадил женката и долго ја галел. Тогаш му кажала дека е бремена, дека се случило, дека ќе си имаат детенце, дечиња. Курва! Рекол изморено и се прибрал во собата на вториот спрат. Не! Не сум курва! Не сум курва! Не сум курва! Курва си! Одговорил преку вратата и чула како се отвара прозорецот. Трчала нагоре по скалите, кон таванот. Можела да се фрли, да се обеси помеѓу сувото грозје. Можела да скапи како јаболко по рафтовите, да го исфрли тоа дете како плод што зафатил кал. Можела се, но не била курва! Се сетила на клупата во кабината. Повратила. Го сакала тоа дете. Слегла по скалите, влегла во неговата соба. Лазар пушил на прозорецот. Зборувала 6 години и 3 месеци. Точно кога решила дека кажала се, тој се јавил. Курва! Ќе ја кажам на мајка ти, на мајка ми, на сестра ти, на пријателите, на сите ќе им кажам. И ако те оправдаат, ќе си тргнам. Ќе си заминам и ќе те оставам да си го гледаш копилето, да му се радуваш, да го капиш, доиш и се што се прави со едно копиле. Потоа, кога ќе ти здосади, можеш повторно да отидеш на бањи, но без мене, веќе без мене. Нема да ме користиш за параван и да се криеш зад мојот грб, да се курваш, да ме срамотиш пред луѓето. Немам зборови. И таа немала зборови. Ги искажала сите зборови кои што ги знаела. И останале само неколку запирки и воздишки. Си легнала. Сама. Го сакам тоа дете. Утредента станала и сварила чај, затоа што Лазар друго не пиел. Го засладила со мед и насекла лимон на парченца. Растворила 3 таблетки од тие со кои што се приспивала со години. И ги испила. Спиела како мачка под сонце, дури и не сонувала. Лазар слегол касно. Го испил студениот чај и тргнал да излегува. Му се завртило во главата, бил замаен. Седнал на столот до шпоретот и таму заспал. Го донесла до малиот кревет, го легнала накриво, но повеќе не можела да го влече. Ја зела перницата, везената со фазаните, и му ја притиснала до лицето. Колку време ја држела така?
немала представа. Потоа го оставила едноставно да лежи таму, како заспан. Го гледала цел ден и дел од ноќта. На Ѓурѓовден жената роди дете, момче. Го крсти Ѓорги за да го пази светецот. Сите ја извадиле црнината за да го земат од болница. Господи, тој го има лицето на Лазар. Тогаш таа го погледнала своето дете. Личело на Лазар, сосема истиот. Го стиснала детето и запите и се прибрала во куќата на Триспрата. Ја заклучила вратата и почнала да се грижи со сите сили за бебето кое не било копиле. Не било. Сонцето ги избелува и дезинфицира пелените. Водата врие. Кашичките се жолтеат во теглички. Целата со флеки од пресно исцедени сокови, жената не го осеќа времето. Таа живее меѓу чести проливи, први заби, први чекори, лошо паѓање, плач, гугукање, лигавење. Кога не станува ноќе да го успокои детето, таа лежи и си повторува нешто како молитва, закодирана пресуда, парола. Стани, Лазаре. Стани. Да видиш дека се случуваат чуда. Стани, Лазаре. Стани. Да видиш дека не сум курва. Стани, Лазаре. Каде е сега таа жена? Таму е. Оставете ја на мир. Чуда не се случуваат по 2 пати во животот. Макар што... Во градот не ме пушта. Таму живееше мајка ми. Таа веќе имаше свое вистинско семејство и вистински деца. Јас не сум вистинска. Затоа што мене ме направило магаре. Се става. Дафинов лист, црн пипер, домат, лук, оцет, вода, сол, шекер и многу нане. За да му губи вкусот. Месото од дивеч накиселува. Затоа што дивечот се плаши да не го убие некој ловец или друг звер. И човечкото месо накиселува од стравови. Секој кој што ќе се уплаши се закиселува. Баба ме учеше да готвам. Да се справувам и со дивото и со питомото. Како мала мислев дека баба ми е мајка, а дедо ми е татко. Затоа му простував што постојано не тепаше и не бркаше. Еден ден дојде една жена. Беше многу убава. Имаше златна коса и чебли со тенки штити. Ми заличи на кралица. Ми донесе чоколадо и ме погали по глава. Ми рече да ги слушам баба и дедо. Тоа ме разнежи. Многу. Откако таа си замина, баба и дедо започнаа да се караат. Многу. Тој ме нарекуваше магарица, затоа што мајка ми не пропуштала ништо машко, па дури ни циган. Почна да пие. Многу. Го немаше со денови. А кога се враќаше, не тепаше. Ја влечеше баба за коса, а мене ме тепаше со кајш. Потоа ни избрка во шталата. Тогаш баба почна да плука и да кашла крв. Многу! Учев во стопанското училиште во соседното село и дома ме немаше 5 дена во неделата. Но кога ќе се вратев, тој надокнадуваше. Една вечер кога се вратив од училиште, ја најдов баба легната на средината од шталата. Така и не разбрав кога душа ти одлета од небото. Мојата вистинска мајка со незиното вистинско семејство дојде на погребот. Плачеше вистински. Потоа ме зеде во градот и ме одведе во сиропиталиште. Ама така е подобро за сите. Јас избегав оттаму и се вратив кај стариот. Изгледаше немоќно. Со мозмовата не му старееше. Еден ден ги облеков сите здолништа едно врз друго. Си облеков бела прозирна мајца и тргнав кон плоштадот. Пред крчмата беше преполно со мажи.
Стариот така ме претепа, што ребрата ми се распука! Леже во болницата во градот. Голем кеп! И полицијата им кажал дека сум паднала во дворот. Сите знаеа дека никаде не сум паѓала. Само на Бога му беше грижа. Тогаш нешто ми стана во главата. Мозокот ми отрпна. Како милиони иглички да ми се забиле во него. Ми идеше да си го отворам черепот и да се почешам натре. Како кога нога ти отрпнува, колку долго време седиш на неа. Кога се врати в насело, стариот го немаше. Не се појави цела недела. Не ме тепаше и не ми зборуваше додека не го заврши в училиштето. На матурската пиев и пушев. Се прибрав малку по полноќ. Стариот ме чекаше. Го извади каишот. Го наврти околу раката. А едниот крај остана слободен и висеше заплашително. Рече дека така се почнувало. Не ми одговори, а замавна. Многу нешта сум колела во животот по задача. Ми беше жал и за гуските, и за патките, и за сите други живинки. Но стариот, така го колев, што го искасапив на парчиња. А потоа, парче по парче го носев до блатото. Не го пронајдо. Ама и не го бараа Бог. А инако му беше грижа. Дојде од социјалното да ме земат за во сиропиталиштето. А јас веќе си имав најдено работа во фабриката за чевли во градот. А и куќата беше моја. Мајка ми беше лишена од наследство. Така, го изборам сиропиталиштето. Патував наутро до градот, а навечер се враќам. Еден ден, мозокот ми затрепери и ме зачеша толку силно, како цел живот да сум седала врз него. Зимата беше при крај. Во градот луѓето боледуваа, зашто немаа крави за да ги излежат со јазик вирусите од воздухот. Мојата вистинска мајка и нејзиното вистинско семејство беа на вистина болни од грип. Ми падна жал, отидов да ги видам. Секогаш кога одев им носев чевли, а овој пат им донесов билки за чај. Баба знаеше се за билките, јас помалку. И, например, знаев од кој не треба да се бере. И преку летото набрав точно од нив. Ги изсушив и внимателно ги складирав. Се става многу мајчина душичка, за да ја убие горчевината. И подбел се става сладоке. А инаку ставаш зоку, тату, лајв, за да престане да се движи. Да се згручи и да остане како топка во срцето. Тоа е се. Не е точно чај против кашлица, но врши работа. Престануваат да кашлат. Кога им отидов на гости, им рекол дека ми се јадат пржени печурки. Вистинскиот маж на мајка ми многу сакаше да ми се допадне за да им ја оставам куќата на село, за да има налето децата каде да се играат. Ќе ми купеле убава гарсонјера во градот близу до фабриката. Тие да ми купат стан, а јас да им ја оставам куќата и земјата. Јас не се нервирам многу откако стариот ми ги скрши ребрата. Ама мозокот ми работи чудно. И јас и тогаш не се изнервирав за куќата и земјата. Им реков дека само ќе размислам. И додека размислував, ги донесов билките за чајот. Тој отиде да купи печурки. Ги изготвив. Јадеа сите. Потоа, вистинското семејство пиеше чај против кашлица. А јас го исклучив телефонот, ја заклучив влезната врата и си го земав клучот. Умре од труење со печурки. Никого не спасија. А потоа и мене неколку пати ме прашуваа зошто и јас не сум умрела. Не јадам печурки многу просто. Остана само со куќа, земја и стан во градот. Ја напушти фабриката, го дадо станот под наем и заживеа вистински. Еднаш во месецот одав во градото да си ја земам киријата. Беше добро. Навистина добро. Во станот се всели семејство. Млади луѓе на моја возраст. Со бебе. Таа беше лекарка. А и татко и била, и дедо и од големото добро утро. Тој работеше во електроцентралата. Отидов да си го земам наемот. Тој сам ме покани.
Пиевме водка. Потоа се расплака. Го оставила. Го зела детето и се вратила кај мајка. Плачеше, ја обвинуваше, ја оправдуваше, се обвинуваше себе си, потоа државата. Толку се напи, што не можеше сам да стигне до креветот. Го легнав и заспав до него. Не беше првиот наш во мојот живот. Но насело се е некако побрзо. Го правиш каде ќе стигнеш, затоа што те чека многу работа. Тоа е просто така. За да ти солесни малку на душата од тешкиот труд, да ти соптегне кожата. Никој не мисли на љубов. Но со него беше нешто друго. Ми зборуваше, ме галеше, чаршафите мирисаа на увозен прашок за перење. Таа не се врати година и нешто. Живеевме како маж и жена. Му готвев се дебели многу пушти стомак, а образите ги криеше со брада и мустаки. И јас пуштив стомак, но не од јадење. Забремени! Сакав да го продадам станот, за да останам во градот. Сакав да бев многу богата, за да си направам свадба како сите други. Тој не можеше да се одлучи за развод и неа и напише писмо. Таа му одговори. Си пишува и на крајот се сретнаа. И одеднаш доаѓа и ми кажува дека ќе се вратил кај жена му, дека ќе го признал детето, ќе му го дадал своето име, ќе се грижил за него и за мене, се ќе направил тој ќе си ја превземел одговорноста. Бев во 7-миот месец. Стомакот ми тежеше, дури и ми пречеше. Седев на креветот од мајка ми и го гледав. И одеднаш почна да станува влакнест. Ушите му се издолжија и изострија. Носот црн и влажен. Устните му се отворија нагоре и му се покажаа цел ред равни жолти заби. Раката со која што покажуваше му се срасна и му оформи копито. Се претвори во магаре. Зарика! Тогаш си помислив, толку многу магариња во мојот живот и во животот на моето дете. Единственото вистинско нешто беше полот. Магарето беше машко! Што можев да направам? Што? Многу нешта. Но ја знаев само едно. Тоа ми беше повторувано толку многу пати во животот, што само тоа и го запомнив. Човек се учи само од ќотек. Само од ќотек! Погледнав да видам дали баба е наоколу. Ја немаше, но го видов видниот маж на моето дете. И тој беше магаре. Мажите на сите жени во нашиот род беа магариња. Сите деца беа попилови магарици. Баба велеше, кој што пее нама се ке омажи за циган, затоа што само циганките трчале по мажи и си ги покажувале срамотиите. Велеше дека магарињата не се кастрираат. Кастрираните магариња стануваат мрзеливи и не може да дошат товар. Некаде помеѓу зборовите, помеѓу советите и рецептите на баба, Божем сум го кастрирала. Не е точно? Јас само му го пресеков и му го дадов в раце да си го држи. Баба, проклето магаре! Детето мој има 5 години. Девојче. Сега во сиропиталиште, ама не давам да ја посвојат. Кога ќе излезам, ќе си ја земам. Ќе ја поправам куќата на село и ќе го продадам станот. Знам дека ќе ми тркне. Кога ќе го поминам ритчето, кога ќе го заминам блатото, кога ќе стигнам до прашливиот пат, се ќе си дојде на своето место. Туку гледај, сум кренала ноза со некој циган сред шумата. О, колку ми се води љубов. When I wake up
сеќаваш, то значува ли воопшто нешто за тебе? Јас постојано мислам дека за тебе спомените не означуваат ништо. За тебе предметите означуваат многу повеќе отколку спомените. Возможно е да е така? Ти ме заведе. Сакаш да ми дзирнеш во мозокот? Имај доверба во мене. Ти едноставно треба да имаш доверба во мене. Љубовта е кошмар. Не ти љубов моја или јас. Љубовта е кошмар сама по себе. Љубовта е кошмар. Зборот доверба, пред да излезе од твојата уста е веќе излетен збор. Ти воопшто не знаеш што е доверба. Довербата не е воопшто важна во твојот живот. Јас имам своји норми и нив не можам веднаш да ги исклучам. Јас не смеам да имам доверба дури ни во себе, а што останува за тебе или за некој друг, што постојано ми ги краде сите нешта. Сите сништа. Јас сум толку разочарана. На мојата смртна постела. Јас сум толку дезориентирана. Не можам да го напуштам овој свет. Јас сум толку млада и убава. Како да си одам? Јас сум премногу убава за да си одам. Јас лежам тука. И јас лежам тука. Како да си? Сакаш да ми дзирнеш во мозокот? 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 Сакаш да ми дзирнеш Сакаш да ми дзирнеш во Сакаш да ми мозокот? дзирнеш во мозокот? Сакаш да ми дзирнеш во мозокот? Сакаш ли да ми дзирнеш во мозокот? Сакаш да ми дзирнеш во мозокот? Дзирнеш во мозокот? Сакаш да ми дзирнеш во мозокот? Сакаш да ми дзирнеш во мозокот? Сакаш да ми дзирнеш во мозокот? Сакаш ли да ми дзирнеш во мозокот? Сакаш 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 да ми Сакаш да ми дзирнеш во мозокот? Сакаш да ми дзирнеш во мозокот? дзирнеш во Сакаш да ми дзирнеш во мозокот? 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 Сакаш да ми дзирнеш во Take time.